Обраснати влезови без врати, купишта ѓубре, цовисани животни. Тоа е денешната слика на прилепските скривници, изградени уште во минатиот век во близина на центарот од градот. Обидот да влеземе внатре ни остана безуспешен. Од околните жители бевме предупредени дека освен што е крајно нечисто и темно, во дел од нив имало и поголема количина вода. Велат, не памтат од кога не биле исчистени, а уште помалку соодветно заштитени. Состојбата во овие, како се вика, 1, 2, 3, 4 скривници се е многу лоша, затоа што овде од кога ќе влезеш натре има ходници, а лево, а многу е влажно. Знам јас кога деца мали, дури бевне, натре игравме што вика со скокалина, сето е загнасено натре. Онде се фрла се и се што. Плюс ида дечина мали од другине улици влегува. И ќе ме праша, бабо менче шо има овде, не влегувајте. Во скривници не се и се што има. Ода влегува, одан дизлегува. Не дај Боже може дете да падне, да се убија и да не го, ќе го бараме не знаеме кај. Јас овде не знам колку години сум со куќава, никогаш не се исчистени. Точниот број на скривниците никој не можеше со сигурност да ни го каже. Ни беше речено дека тоа е мрежа од подземни ходници во кои некогаш имало и струја, а и соодветен инвентар. Но сега со години биле препуштени на забот на времето. Јако што се сеќа во времето имаше како се вика и сатој, имаше и осигурачи, сето беше осветлено. Овде тоа е интересно што на секој има како се вика ступчина четвртасти, барем јас како што заклучувам, или за подседнување, камари, нешто таква работа, ама сето се руши. Значи ове 1, 2, 3 се функционално, мислиш, од една до друга може да се влезе, а до четвртата не може да се оди, што е падната куќа да пропадната внатре. Ова зад мене е втората од прилепските скривници. Како што може да се види, тука нема ни врати. Едноставно, тие биле мета на кратци, биле извадени и продадени за старо железо. Инаку, со одлука на владата, од 2005 година, делот за солништата кои дотогаш припаѓале на Министерството за одбрана, се доделени на трајно користење на Дирекцијата за заштита и спасување. Алфа праша и таму, каква е состојбата со прилепските засолништа, колку се на број, каква е нивната функционалност и дали Дирекцијата, односно државата, размислува за оспособување на скривниците, особено сега по избувнувањето на руско-украинскиот воен конфликт. Меѓутоа, иако ни беше ветено дека ќе добиеме одговор на нашиот мејл, до овие вести тоа не се случи.